Најправил еден убав поздрав до гледачите на телевизија ВИС. Караманови средби се една од најстарите книжевни манифестации во Република Македонија. Ако не беа тие неколку годишни прескокнување на средбите од финансиски причини, ние денес ќе ставевме 51 година од постоењето и реализацијата на средбите. Убавината на таа манифестација е заради тоа што е еден спој, една кохезија на една мултимедијална уметничка димензија. Тоа во основа беше уште одамна зацртено да се реализираат на ваков начин, бидејќи и самиот Ацо Караманов како книжевен лик е мултимедијален. За гледачите на ТВ себе да откривам дека тој е еден од родоначалниците на македонскиот стрип и македонската карикатура. Бидејќи имал обичај, кога ги пишувал особено своите писма до неговите блиски пријатели, во одреден момент да ги стрипува писмата. Или таа дарба нели за цртање ја изразувал и во текот на часовите, особено во Скопската машка гимназија, каде што ги цртал своите професори, тоа се карикатури. Во едно издание на списанието Сум за прв пат ги објавивме во еден поголем опсег тие карикатури. Подосна академик Милан Ѓурчинов во неговата книга Големата песна на Караманов малте не интегрално ги објави. Значи, Ацо Караманов бил добар уметник цртач. Во таа смисла, ние одсекогаш сме предвидувале во рамките на оваа манифестација, значи да биде застапена ликовната уметност, меѓутоа заради неговиот драмски артизам, особено и во неговото творештво, е да речеме од аспект на најпознатата негова песна Псалм за мадмозел Ли, ние внесуваме драмски елементи, музички елементи, балетски и така натаму. Значи, во таа смисла, програмата и на овие 45 Караманови средби е еден мултимедијален спој на повеќе уметности. Таа ќе почне на 22 ноември во четврток во Тиамо Гарден, еден прекрасен така комбиниран простор, угостителски, меѓутоа со голем уметнички потенцијал, каде што ќе реализираме еден настан што ние го насловивме со насловот Поетска сина ноќ.